Веќе 3,5 години како функционира платениот паркинг во централното градско подрачје во Кочани. Граѓаните најправен со критики до надлежните за донесување на ваквата одлука. Меѓутоа полека се навикнаа и сите оние кои ги користат паркинг просторите си плаќаат по 10 денари од саат. Од комуналното јавно претпријатие Водовод од неодамна воведоа и плаќање на паркинг преку SMS порака, начин кој чини поскапо за разлика од плаќањето во готово на паркинг редарите. Одговорното лице за паркинг просторот во градот, Иван Симејонов, од изјавата која денеска ја даде за нашата телевизија истакна со какви проблеми се соочуваат вработените секојдневно од поедини граѓани кои не сакаат да платат по 10 денари за безбеден паркинг, а воедно ги информираше граѓаните и за начините на кои може да платат паркинг. Во Кочани, во паркинг службата имаме 4 начини на плаќање. Од кога ќе се паркира собственикот на возилото, сигурно ги има забележено знакот паркирање со пријавување со SMS порака 147 147. Значи и да го нема дечкото на паркингот, може да се пријави телефонски. Втор начин на плаќање е да иде во трафиката кај Тобакото, кај доле кај Мердиве. На 3 места имаме пунктови за продажба на грепки. Таа исто чини 10 денари. Ќе изгребе саатот кога е пристигнат, датата, месецот, годината и ќе се стави на видно место да се види дека е пријавен собственикот на возилото. Трет начин на плаќање е веќе ако го види дечкото, ево ти 10 денари за 1 саат, 20 денари за 2 саата и така натаму, ако е веќе присутен дечкото. И четвртиот начин е излегуваме во пресрет на граѓаните, односно на жителите на улица Маршал Тито и Димитар Влахов дека може да платат со месечни винетки, односно месечни карти, кои што чинат 300 денари. Тоа може да го искористат сите кои што имат и продавници, продавачи во продавници, кираџии во станови, сопственици на станови, така натаму. Одовде со апел до сите возачи кои секојдневно ги користат паркинг просторите во трговскиот центар, редовно да плаќаат паркинг, бидејќи само така ќе се избегнат непријатните ситуации со воспоставување блокатори од страна на вработените.